Скопје работи на решавање на проблемот со загадувањето во летниот период, кога никој не ги чувствува последиците од загадувањето во Скопје. Штедењето на енергија директно влијае на намалување на загадувањето. Зградите на 23 средни училишта спаѓаат во редот на најголемите објекти сопственост на градот. Поставувањето на енергетски ефикасни фасади во сите средни училишта подразбира огромни заштеди на енергија, а со тоа и значително помали трошоци за градот. Најважно од се, тоа подразбира и значително намалување на загадувањето. Во рамките на програмата за енергетска ефикасност на градските установи 2018-2020 и акцискиот план кој што го изготвивме на почетокот на оваа година, во тек е реконструкција на фасадите на средните училишта, со која што реконструкција 13 од 23 ќе добијат енергетски ефикасни фасади или ќе станат енергетски ефикасни објекти. Во тек е реконструкција на Јосип Броз Тито, Димитар Влахов, Орце Николов, Кочо Рацин, Никола Карев, Боро Петрушевски, Здравко Цветковски, Панче Арсовски, Сарај, Панче Караѓозов, Михајло Пупин. Овде во гимназијата Никола Карев, во која што се наоѓаме во моментов, работиме на поставување на изолација за постигнување на енергетска ефикасност на овој објект, довршување на надворешната столарија, реконструкција на плафонот со прилагодување на електричната инсталација за осветлување, како и други зидарски, изолацијски и лимарски работи во различни делови од ова училиште. Поставувањето на енергетски ефикасна изолација во ова училиште, како и кај Панче Караѓозов, се изведува од внатрешната страна, бидејќи станува збор за објекти кои што се споменици на културата од втор степен. Во таа насока, потенцирам дека внимаваме на заштита на културното наследство на нашиот град, кај сите фасади кои што се заштитени како споменици на културата. Реконструкцијата на фасадите ги опфаќа сите средни училишта во нашиот град кои што имаа потреба од тоа. Со ова, училиштата ќе добијат енергетски ефикасни фасади во согласност со современите стандарди за рационализација и заштеда на електричната и топлинска енергија. Овде во Никола Карев за прв пат вршиме целосно реновирање на средното училиште после 40 и повеќе и 4 години од неговото формирање, односно од изградбата на овој објект. Покрај реконструкцијата на фасадите, вршиме реконструкција на училиштата на крововите, на надворешната столарија, секаде каде што е пријавено дека е потребно. Висината на вкупните средства за оваа намена изнесува речиси 60 милиони денари и опфаќа 19 училишта, кои што ќе добијат енергетски ефикасни фасади или ќе постанат енергетски ефикасни објекти, санација на кровови, надворешна столарија, подови, електрика и грејење. Дел од училиштата започнуваат и со адаптација на тоалети за лица со посебни потреби. Овде во Никола Карев за прв пат во средните училишта во Скопје ќе поставиме во текот на престојната година лифт и ескалатор со кој што на лицата со посебни потреби влезот во училиштето, односно комуникацијата внатре во училиштето ќе ја направиме многу поедноставна. Овие средства ги обезбедивме со пренамена на средствата предвидени за криминалниот проект Скопје 2014. Приоритетите во нашиот град се нашите деца, нашите ученици, нашите најмлади. Градот се грижи за сите граѓани подеднакво, секој да има нормални услови за функционирање и живење. Потребите за реконструкција и санација на училиштата се идентификуваа во координација со одговорните лица во секој училиште. Наша цел е сите средни училишта кои што се во надлежност на град Скопје да имаат енергетски ефикасни фасади и просторни услови кои што ќе овозможат поедноставно функционирање и на нашите ученици, меѓутоа и на вработените во училиштата. Чистата енергија, која што води до чиста животна средина, е наша стратешка заложба и важен дел од мојата предизборна кампања. Скопје го правиме енергетски ефикасен град, бидејќи Скопје е град за сите. Нашите деца заслужуваат да учат во подобри услови. Тие услови на нашите ученици ќе им ги овозможиме со почетокот на оваа учебна година и почетокот на оваа грејна сезона.